Христијанските православни верски објекти представуваат најбројно и највредно културно наследство во нашата земја. Затоа, ИКОМОС Македонија, во партнерство со Македонската православна црква, Охридска архиепископија, си даде задача да направи увид во состојбата на црквите и манастирите на македонска територија. Во нашата земја досега се регистрирани и евидентирани 1182 поединечни православни културни добра, а во рамките на овој проект е направен увид во вкупно 707 цркви и манастири, од кои 60 ново евидентирани и 647 од регистарот на Управата за заштита на културното наследство, што представува 55% од вкупниот број на веќе евидентираните православни верски објекти. Проектот Мониторинг на православното културно наследство беше реализиран од 5 стручни тимови составени од 23 членови на ИКОМОС Македонија. Опфаќајќи 8 епархии, нашите искусни експерти поминаа дури 25.192 километри. Податоците собрани на терен велат дека физичката состојба на екстериерот на архитектурата на црквите и манастирите во најголем дел оценета како добра. Приближно половина од православните објекти, 49%, се во добра состојба, а 34% имаат задоволителна состојба. Кај состојбата на интериерот на архитектурата, исто така превладуваат вредности за добра состојба со 43%, а кај 34% состојбата е проценета како задоволителна. Екстериерното зидно сликарство е многу помалку застапено за разлика од интериерното. Состојбата е добра кај 17% од објектите, задоволителна кај 26%, а кај 28% состојбата е лоша. Многу лоша состојба е оценета кај 15% и катастрофална кај 14% од православните објекти. Состојбата на интериерното зидно сликарство во наосот кај неголемиот број на цркви е лоша со 26%. Задоволителна кај 24%, нешто пониски вредности се евидентирани за добра состојба со 21%, многу лоша кај 19% и катастрофални за 10%. Кај зидното сликарство во олтарниот простор, повторно преовладува лоша состојба и тоа кај 27% од објектите, потоа задоволително кај 22%, многу лоша кај 20%, добре кај 18% и катастрофална кај 13% од објектите. Увидот во состојбата на иконостасите беше спроведуван на иконостасната конструкција и на иконите засебно. Според анализите на теренските податоци, можеме да заклучиме дека кај конструкцијата преовладува добра состојба кај 45% и задоволителна кај 38%. Во однос на самите икони, добра состојба на иконописот е констатирана кај 24%, задоволителна состојба преовладува кај 38%. Понатаму лоша состојба на иконите е детектирана кај 26% иконостасни целини, многу лоша кај 10% и катастрофална кај 2%. Сепак, проектот Мониторинг на православното културно наследство е повеќе од податоци, бројки и статистики. При спроведувањето на теренските увиди, стручните тимови воспоставија контакт со голем број на свештени лица и се сретнаа со представници на локалните верски заедници во скоро секој од посетените објекти. На овој начин, ИКОМОС Македонија промовира холистички пристап кон зачувување на православното културно наследство преку проактивен ангажман и соработка помеѓу сите засегнати страни, за да може ова наследство да биде зачувано за генерациите што доаѓаат. Сите податоци за состојбата на православното културно наследство собрани за време на теренските посети се складирани во специјално дизајнираната база на податоци и се достапни за разгледување и пребарување на веб страната www.monitoring.icomos.org.mk.
Проектот Мониторинг на православното културно наследство е во целост поддржан од Центарот за културно наследство на State Departmentот на САД, како дел од неговата иницијатива за документирање на наследството на заедниците. Истиот се реализираше во партнерство со Македонската православна црква Охридска архиепископија.